Ден денеско сонлива песна, ке долета мирисна цреша, кога пролет ке расути в поле, една цреша што мене ме чека. Кога морав да одам им рекову, се што имам и куќа и нива, нека земе што му треба секој, но црешата да ја најдам жива. Што е тоа во луѓето тажно? Желбата секојаш на Тоше беше од мермер да биде иконостасот. Примерок зедовле, имавле во Света Софија во Охрид, во Плаушник, го направиле прво првиот дел, го правеше Србино Дракочевич, а вториот дел го направија од крипот Прилеп, а брат ми ги црташе цртежите, на компјутер ги зада и сите што дојде се воодушевија на сликата што е видоја. Едно со семејството, како христијани, сакавме да го посетиме манастирот, знаејќи дека голем дел од своето слободно време и труд и нашиот Тоше го посветил на манастирот. Несебично помагавме и ние со своето семејство. Секогаш кога можевме и кога ќе дојдавме во Цер, доаѓавме и во Крушево. Иконостасот е многу добар, супер е, напред. И манастирот исто се изгради убаво многу. Стално ти викам, секоја година, од кога почна да се гради, секоја година го посетуваме на овој ден. Секој македонец кој што е православен, кој што верува во Бога, би требало барем на денешните денови, на големите празници, да ги посетува овие прекрасни македонски храмови. Како се чувствувате тука? Прекрасно, возвишено. Да, не би имала, мислам, нема зборови со кои може прво да се опише амбиентот во самиот манастир, во оваа убавина каде што е тој сместен, немам зборови, значи навистина човек само може со воздишки да ги изнесува своите чувства. Прв пат доаѓам тука, потсеќа на Тоше Браевски и доаѓаме во негова чест. Па прекрасно е тука чувството и манастирот е преубав. Гледката и се. Што денеска е преображдение денот и сакавме да дадеме една почит кон Господа, исто кон Тоше Браевски и можеме да кажеме дека го сакаме многу и така. Па затоа што денеска му е празник на овој храм, значи сакавме да го посетиме денеска и да му дадеме една почит на Тоше Браевски. И тоа дете тука растеше тука, ни помагаше, се воспитуваше тука во тој христијански дух. Стално идеше тука и спиеше и кога ќе завршеше концертите, имаше на соба тука и тука тој си спиеше. Многу ми беше радост на душата дека тука ќе дојдам. Возбудена бев, а детето го имаме сите во срцата. Кога морав да одам им рекову, се што имам и куќа и нива, нека земе што му треба секој, но црешата да ја најдам жива. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туѓи, кој во моето минато плови, сосем мирно и без да се срами.